Апостолски дела, 1 глава. Првата книга Теофиле ја напишав за се оно што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, па се до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што беше ги избрал. Ним по своето страдање им се представи жив, со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дни, изборувајќи им за Царството Божјо. Еднаш, кога ги собра, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот што сте го слушале од мене. Јован крштеваше со вода, а вие не помногу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. А тие кои беа собрани го прашаа велејќи: во ова време ли ти ќе го востановиш Господи царството Израилево? А тој им одговори: не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во своја власт, но ќе примите сила од Светиот Дух кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. И штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак го подзеде од пред очите нивни. И како што гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Тогаш тие се вратија во Ерусалим, од планината наречена Маслинова, која се наоѓа близу до Ерусалим колку еден саботен ден одење. И кога дојдоа, се искачија во горната одаја каде што престојуваа Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус и со браќата негови. И во тие дни Петар стана меѓу браќата, а беа се собрали околу 120 души и рече: мажи и браќа, требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исус, зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од ова служба. Но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничком, прсна по средината и се истори целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители во Ерусалим дека таа нива се нарече на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите напишано: домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово друг да го прими. И така, еден од оние луѓе што беа со нас за сето време откако дојде и си замина од нас Господ Исус, почнувајќи од крштевањето Јованово па до денот кога се вознесе од нас, треба да биде сведок со нас за неговото воскресение. И поставија двајца: Јосиф, наречен Варнава, а попрекар Јуст, и Мати. Потоа се помолија и рекоа: ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден, кого си го избрал, за да прими дел од оваа служба и од апостолството од кое отпадна Јуда, за да си отиде на своето место. И фрлија ждрепка за нив, и ждрепката падна на Мати, а тој се вброи кон 11 апостоли.